А сега е време за нашите први гости, за кои реков задолжена ова утро е мојата колешка Искра. Темата или разговорот, би рекла, кој што ќе го имаат со незините гости, е уште една светла точка во денешната утринска програма. Искра, добро утро за тебе, добро утро и за твоите драги гости. Драго ми, јас секогаш се восхитувам на овие емисии за инклузивност. Во секоја сфера, особено во литературата, за кој ова утро се задолжени антолог. Повелете, јас ќе ве следам и можеби подоцна и ќе ви се приклучам во разговорот. Ти благодарам, Сузе. Да, светла точка може да се каже, тоа се вистински пример моите денешни гости. Тука ни е прво Тијана Милич од издавачката куќа Антолог и овде го имаме и Кристијан Лазаров, кој што исто така е дел од проектот за кој што денес ќе зборуваме. Но Тијана, ќе ми дозволиш прво малку да започнем од Кристијан. Сакам да го запознае нашата публика, како што мене ме фасцинира, сакам и исто тоа да го пренеси на публиката. Ајде, кој е Кристијан, да започнеме од тема? Добро утро на гледачите. Кристијан е еден едноставен човек, моментално вработен во Државното училиште за деца и младенци со ошетен вид Димитар Влахов, кој се наоѓа во Кисела Вода и е единствено таков вид во нашата држава. Таму сум наставник по македонски јазик. Едноставно во кратки црти тоа сум јас. Кратки црти, тоа е затоа што си скромен, инаку порано и ти си бил ученик во Димитар Влахов и сега им предаваш македонски во истото училиште, така? Да, така е. Таму сум веќе 2-3 месеци и се уште ги имам оние носталгични чувства во мене, емоции, што кога одам во училниците се чувствувам дали кога сум наставник, дали сум ученик се уште. Го има тој мирис училиштето, го задржало тоа. Да, тоа на вистина не исчезнува. Покрај тоа, ова што го наведе, си бил и голем љубител на книгата, на пишаниот збор. Што представува за тебе книгата? Ова те прашам затоа што многу луѓе, за жал, не ја ценат доволно книгата. Така не знаат какво богатство е. Ајде една твоја дефиниција, како ти би ја доводил? Јас би ја дефинирал како медиум помеѓу две личности, помеѓу две глави, помеѓу два ума. Едниот ја пишува, другиот ја чита, а книгата е медиумот каде што се содржат сите тие мисли, размисли, идеи, концепти, доживувања, дејства на самиот автор. Ние како читатели го доживуваме самиот автор во моментот кога тој ја создал, ја креирал таа книга и затоа ги сакам книгите, од мал ги читам, затоа и се запишев на македонски јазик и книжевност, завршив на Плачи Куневски и секојаш сум бил фасциниран од овој медиум, од оваа содржина. Одлично, ајде сега да преминеме на овој голем и значаен проект, од кој што и 20 се дел. Насловен е "Секој збор заслужува да биде прочитан". За каков проект ти настанува збор? Издавачката куќа Антолог веќе по долг период се труди да воспостави една инклузивност кога станува збор за литературата. Книгите се граѓанско право, односно секој кој е член на едно општество може, односно треба да има достапен, како што каже Кристијан, медиум до самата литература, односно да може да ја искуси модерната литература. Токму поради ова, ние како издавачка куќа се одлучивме на еден чекор нашите веќе достапни изданија да ги претвориме во книги со Брајово писмо, како би биле поблиски до лицата со оштетен вид, па да може и тие да ги прочитаат. Станува збор за малку сложен проект во повеќе фази, но ајде како започна прво се? Ова е дел од нашиот проект кој е наречен "Создадено во Европа моќта на различностите". Тука пред се зборуваме за дистрибуција и циркулација на европски автори и европски наслови, како тие прво добиваат македонска форма, односно се преведени на македонски јазик. Но покрај тоа, за да бидат достапни до сите членови на едно општество, се одлучивме на чекори како создавање, односно преведување на наши настани кои физички се достапни на знаковен македонски јазик. Потоа имаме аудио книги, кои ги правиме заедно со Самоглас. Тоа се бесплатна верзија на веќе издадени наслови, кои може секој човек да ги слушне. И наредниот чекор беше да се одлучиме да направиме и дела на Брајово писмо, се со цел да бидат тие подостапни, а со тоа и нашите наслови кои веќе постојат како физичка форма и се редовни примероци во нашите книжарници, да може да стигнат до секој читател.
Да, значи една од фазите, како така да наречеме, е подарувањето Така. на овие книги. Ќе кажеме после понатаму зошто е важно ова подарување, затоа што не е така едноставно да се набави една ваква книга. Ајде да почнеме од тоа. Би оставила за подоцна да знаат каде се имате подарено за сите оние кои што сакаат да дојдат до ваков еден примерок, да знаат каде да се упатат. Би започнала од самите дела. Прво, како го одбирате кои дела да бидат преведени на Брајова азбука, така може да се каже? Па да. Добро. Транслитерирани, да. Транслитерирани, да. Ти благодарам. Ете, стручниот термин. Делата овој пат, бидејќи ова беше прв чекор и сите бевме премногу возбудени, но истовремено сакавме тоа да бидат модерни, современи наслови, кои ќе бидат од значение за повеќе генерации. Одбравме наслови кои сметаме и тематики во делата кои сметаме дека би биле важни за млади лица, но и оние кои повозрастните може да ги прочитаат, да бидат повторно поврзани со самото дело. Така ги одбравме насловите Невидлив и Чекорите до црешовото дрво. Не е случајно, ајде да видиме зошто. Невидлив е дело кое зборува за булингот, односно како една индивидуа може да биде прифатена или не прифатена од својата средина, која сметаме, и ние како издавачка куќа сметаме дека тоа е тема која е многу важна да се воведе во секоја училишна средина, на секој млад човек, без разлика тој во какво општество и во каква средина припаѓа, додека пак Чекорите до црешовото дрво всушност е дело кое навистина ни е значајно на нас како издавачка куќа, но сметавме дека е особено важно и за ова акција да ја наречам пред се, затоа што авторката страда од генетска болест која води до постепено слепило, кое завршува со целосно слепило. Односно автобиографска книга, да, така. Книгата има многу автобиографски елементи. Имавме среќа авторката да ни биде гостинка, така да можевме да поразговараме со неа за овој процес. И сметавме дека е многу важно да го искористиме токму тој момент на автобиографски елементи за да ги поврземе и овие лица кои треба да ги читаат книгите на Брајова. А другиот автор, Морено, дали е точно дека го има срушено Гинисовиот рекорд во потпишување книги? Токму така, тоа се случи пред некоја недела сега скоро. Авторот по 6 или 8 години, не сум сигурна, е првиот модерен современ автор кој го сруши Гинисовиот рекорд за најмногу потпишани книги. Имаше цел настан во Шпанија, каде што негови љубители, љубопитни читатели можеа да дојдат да земат потпишан примерок, да искомуницираат со авторот и ете така почна годинава на едно интересно ниво, особено за него и за нас како негови македонски издавачи. Да, ма секој чест антолог што сте го предвиделе на некој начин тоа, затоа што не било тоа поводот па отпосле вие да се одлучите за ова дело. Особено кога станува збор за изработување на книги на Брајово писмо, ова е веќе проект кој беше долго во најава, односно во изработка позади сцените, уште пред да имаме оваа новост за самиот автор. Кристијан, би сакала малку, со оглед на тоа што си професор по македонски јазик и книжевност, ти да внурнеш во овие дела малку, да ни ги доловиш. Како ти ги доживеа? Така, јас ги добивме ние книгите пред околу 2 недели и до сега имав можност да ја прочитам само Чекорите од црешовото дрво. За неа би рекол дека има одличен превод, одличен детски јазик, се користат речиси секогаш диминутиви кога се зборува од име на авторот, се пишува во сегашно време со кратки реченици. Мислам дека преводот е направен на многу високо ниво. Тоа е за поздравување. Самата авторка се гледа дека добро ги познава лицата со оштетен вид. Мислам дека самата го има тој проблем, така. Мислам дека таа самата не е целосно со оштетен вид. Да, се уште не. Прогресира, претпоставувам. Да, но прогресира кај неа и за некои работи од целосно оштетен вид, мислам дека се уште го нема искуство на тој дел, па малку пишувала од она што се вели од искуства на други, но останатите делови се прилично точни. И во самата книга се забележува оној дел што
многу деца кај нас, за жал, во последните 5, 10, 15, 10 години го искусуваат во оно инклузивно образование, каде што девојчето е единствено во училиштето и има другарки и другари кои што не толку се приемчиви за незината попреченост, за оштетениот вид. Таа се срами дури да извади лупата кога треба да чита. Има многу случаи во самата книга што покажуваат дека дури ни во Италија не е толку таа инклузија така примена како што треба да биде, и тоа е нешто на кое што сите како општество ќе работиме и треба да работиме во иднина, но ете, нашите деца во училиштето имаме ние неколку и такви што од редовно училиште се префрлиле кај нас, токму од слични проблеми какви што ги има и самата авторка, и веќе оваа книга што е овде е во 2 дела, Чекорите на црешовото дрво, бидејќи фондот за брајово печатење е точно 4 пати поголем од овој регуларниот, и затоа е во 2 дела, инаку книгата во регуларен формат е помала. Да, значи истата да појасниме вака за гледачите. И истата оваа книга ти ни ја донесе напишана со Брајево писмо. Да, само вториот дел. Да, значи 2 вака големи книги соодветствуваат на едно вакво книжуле. Точно, односно еден наслов добива 2 тома во Брајова верзија. Како се... сега, јас го читам овој при крај сум на вториот, веќе првиот го дадав на една ученичка. И треба да циркулира книгата, да, и таа веќе ја дава на трета ученичка, тоа веќе се шири низ училиштето, имаме некоја глад, жет за ваква литература, бидејќи досега во државата имаме само 60 наслови испечатени на Брајево писмо, што е многу мала бројка, и тоа се главно лектири, задолжителни. Парите се отепувачка, печалбари и слични, кои што веќе не се толку интересни за младите читатели. Добро, се основа, се нешто што работиме на училиште, меѓутоа ова е веќе современа литература, модерна, особено се идентификуваат самите ученички и ученици со чувствата што ги пишува авторката. Знаете, многу е поинаку чувствата, а за останатата книга ќе видиме, ќе прочитаме таа до... Да, колку што разбрав, во библиотеката во училиштето Димитар Влахов си имала, значи, библиотека со овие стари наслови, што велиш. Предпоставувам сите што се отпечатени кај нас ги има таму. Тоа ми беше едно од прашања на кој што веќе ми одговори од какво значење се овие нови наслови, но како антолог влезе во целата приказна, така, но потребни се повеќе антолози, за жал, за да се задоволи таа жет и глад што имате за читање. Апсолутно, како некако овој прв чекор се надевам дека ќе го следат и сите останати издавачки куќи, затоа што навистина е многу значајно. Сакаат да читаат лицата со оштетен вид, дури возрастните сакаат многу да читаат. Знам дека има изданија и во други библиотеки надвор од училиштето, така што и тие нема да бидат лишени од овие 2 изданија. Така што ова е одличен чекор. Во нашата држава се прават понекогаш и мали чекори, но за мене вакви мали чекори сепак не доближуваат до онаа цел, што значи консумација на убава литература. Како и секогаш, за жал, во позадина на прашањето зошто само 60 имало досега, зошто не се печатат повеќе, се финансиите. Зошто е толку скапо и компликувано да се изработи една ваква книга? Или дали тоа само кај нас? Јас би рекол, кај нас не е оптимизиран процесот на печатење. Се уште немаме специјалисти за Брајево печатење, како што е случајот на Запад, и затоа што немаме специјалисти, вклучени се многу луѓе. На Запад има луѓе со оштетен вид кои што се и самите лектори, и самите знаат да го дизајнираат текстот, да го уредат правилно во книгата, и еден човек ви е потребен за една ваква книга да ја уреди во, да речеме, недела до 2, и чини многу помалку во споредба со тоа кај нас, каде што треба да се вклучат повеќе лица, за да биде поквалитетно треба да има и лице со оштетен вид вклучено, па да е
препрочита во една испечатена верзија, ако има грешки, да ја врати назад со посочување каде се грешките, за да може тој што ги печати да ги исправи. И понатаму други отежнувачки околности се тоа што печатар за печатење принтер, како што го нарекуваат луѓето, за печатење видно писмо е 4-5 денари, едни од поевтините, додека за брајово писмо тоа е веќе во евра, 4 до 5.000 евра се наевтините. Самата машина е значи поскапа, самата хартија е исто поспецифична, не се печати на тенка хартија, туку на поддебела, заради дупчињата, релефот, како ги нарекувате? Да, за да може тие дупчиња, топчиња што излегуваат тие релефни букви да останат, зашто ако ги спечатиме на тенка хартија тие ќе излезат, но со две поминувања на прците веќе третиот читател нема да може да ги чувствува. Ке се измазнат и изгореното уште многу повеќе хартија, листови плюс. Повеќе листови, повеќе хартија, се става софтверот исто така кој што го транслитерира видниот текст во брајов текст е 650 евра, така што се си надодава на цената. Кристијан, да те замолам, секако како во полициска станица на испрашување да си дојдат, ама многу малку знаеме за брајовото писмо. Можеш ли малку да ни го доловиш? Секој глас има свој знак, како функционира, како го учите и како ти го предаваш, еве така да речеме? Така, тоа е тактилно писмо. Направено е во Франција пред точно 200 години, 201-та година живееме откако постои, го направил Луи Брај, човек кој што има ослепено во својата 3-та година од животот, поради повреда си играл во работелницата на татко му, со шило си го повредува окото и потоа го губи видот во наредните неколку години и тој ја има среќата да оди во француската кралска гимназија или кралско училиште за слепи во Франција, кое што имало веќе 14 книги кои што биле направени со тактилно писмо, она што секој човек го чита, латиница, во случајот на Франција. И тој тие 14 книги со пипкање успел да ги прочита, но за да ги прочита му требало премногу време. Процесот за да ги направат тие 14 книги бил премногу скап и цело време во главата се размислил мора да има некој полесен начин, мора да има подобар, пооптимизиран начин за читање и тој пооптимизиран начин го осетил, го направил самиот тој. По инспирација на еден француски генерал, тие користеле ноќно писмо за комуникација во француската воена единица каде што работел, тој го објаснил на Луи Брај. Луи Брај го оптимизирал и го совршил тоа и не е единствено тактилно писмо, понатаму има уште 30 луѓе кои што се обиделе да направат исто тактилно писмо, но ова е тоа што е најраспространето. Денес е речиси единствено во цел свет. Сите можни јазици се пишуваат на ова писмо. Од англиски, француски, македонски, па се до корејски, кинески, тајландски, виетнамски и сите можни што постојат. Значи универзално за сите. Да. Така, како што латиницата може да ја читаат 50 јазици, се користи во многу речеви, така и брејовото се користи во сите. Кристијан, многу ми е задоволство што те запознав. Да, фонетско е инаку. Секој знак си има своја буква, барем така е во нашиот случај, така е во францускиот, така е во италијанскиот и сега постојат во поново време ги нарекуваат второстепено и третостепено брајово писмо, каде што се користат скратеници, скратувања, специјално направени за брајово писмо, како што во македонскиот јазик имаме нели и ДР, и ТН, и СЛ. Така во брајовото писмо се измислуваат на најчесто користените зборови е околу 200 скратеници има во англискиот јазик и ваква книга со ваква димензија таму би била наместо 200 страници би била да речеме 100. Се крати многу во должина и побрзо е, поедноставно е за читање. Тоа се уште го немаме, но во процедура сум на тоа да го изработиме во училиштето. Всушност тоа е една од целите за кои што се вработив.
Така што се надевам за 1, 2, 3 години од сега ќе можеме и за тоа да се пофалиме и да бидат помали, да бидат и помали, поевтини тие книги што ќе се прават во иднина. Супер. Одлично, да, Кристијан. Би сакала за самиот крај, она што го рековме преска, за сите оние кои што сака да добијат ваков примерок, каде се антолог има подарено од овие книги? Токму така, овие книги ги направивме се со цел да бидат подарени, донирани, значи ова не се примероци кои може да се купат. Во моментов најдостапни се во главниот град, иако имаме план да прошириме низ целата држава. Па така беше слоганот, нели? Токму така. Токму така. Во моментов тие се достапни, како што кажа Кристијан, односно во Државното училиште за лица и младенци со оштетен вид Димитар Влахов, Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски и Градската библиотека во Скопје. Во моментов, односно самото печатење е извршено со Брајовата библиотека, односно Сдруженијето за лица со оштетен вид на град Велес, Радко Пајдаков, така да може и таму да се најде некој пример, ако не се лажам. Но во план ни е ова да биде мисија која ќе ги инспирира и другите издавачки куќи, која ќе ни инспирира и нас да работиме на повеќе наслови, па дај Боже со добра волја и со напорен труд да успееме и да ги прошириме насловите, но да прошириме и самата дистрибуција за целата земја. Многу ви благодарам, Вајзда, не само за гостување, туку затоа што го работите ова што го работите и ви посакувам многу успешни следни изданија и по квалитет, а и по број да бидат, што е возможно поголеми. И се гледаме прва прилика. Тука сме секогаш отворени за антолог, за сите ваши наредни изданија, да ги запознаеме со нив и нашата публика. Апсолутно ви благодарам за поканата. Кристијан, благодарам многу. И благодарам вам за поканата. Се гледаме во убава прилика. И мене ми беше навистина огромно задоволство да ве слушам, особено да го слушам Кристијан со какви информации бараташ и со какви податоци не наоружа секоја чест на вистина.